Возлюбени во Господа, обележието на денешниот празник Благовештение е определено со законот Божи, како избор и согласност врз основа на слободната волја на човекот. Исказот на Пресветата Богородица, нека ми биде, е израз на слободата што е човечко на дополнување, на слободата на оној Божи творечки чин, нека биде светлина. Тоа се зборовите со кои Бог го отпочнал создавањето на светот. Бог го создал светот од собствена непречена слобода. Од аспект пак на младата Марија нема поголема нерамнотежа на моќта од она што постои помеѓу човечкото суштество и бесконечниот семоќен Творец. Нема поголема нерамноправност на волите. Објектот на действие на денешниот празник е опиплива или опитна материализација на субјектот на заштита. Богородица се заштитила, ако лицето на кое Марија се согласува е авторитативна фигура, таа можеби и нема да биде слободна да каже не, и тоа би било принуда. Меѓутоа, согласноста за воплотувањето Божјо преку Марија е вистински консензуално, односно заемна размена на две воли. Марија зачудено констатирала дека исполнувањето на ова ветување не е компатибилно со почитувањето на действениот начин на живот што го избрала. И затоа рекла, како ќе биде ова кога не знам за маж? Овде препознаваме уникатна слобода на согласноста на младата Марија. Таа изговорила зборови кои се најголемиот залог на слободен избор и најголемата повелба што како слобода е искажана некогаш во светот. Послушноста, во најдобра смисла на зборот, треба да биде насочена кон она што е добро, копнежот кон она што е добро и дава на послушноста позитивен квалитет. Тријадата послушност, слобода и избор на она што е добро и дава на послушноста статус на доблест. Послушноста без слобода е принуда или робство. Без каузалност на она што е добро, послушноста нема морална вредност. Возлюбени во Господа, поучени од денешниот празник, априори не треба да прифаќате авторитети кои мора да се, бидејќи тие мора да се стекнат со вашиот консензус и компатибилност со благовестието, односно со Евангелието кое што е поредок на Новиот Завет, а конституиран од Господ наш Христос. Прифаќајте го само тоа што е блага вест, вест што е усогласена со Божјата волја. Повикани сме сите да бидеме службеници на законот Божи, на Божјата волја. Затоа сите вести, информации, одлуки, закони, пресуди треба да добијат внатрешен консензус, заедност, единствено доколку се компатибилни со Евангелието, односно со благовестието. Новиот поредок на нашиот Господ, односно новиот завет конституиран од Христос.